Ви благодарам. Почитуван председател на Комисијата за политички систем, почитувани колеги пратеници, почитуван народен правобранител, почитувана македонска јавност. На оваа седница на Комисија за политички систем имаме можност да продискутираме за годишниот извештај за работата на народниот правобранител за 2025 година, кој и такако е сериозен документ и показател за состојбите со почитувањето на човековите слободи и права, владењето на правото и функционирањето на институциите во државата. Овој извештај на народниот правобранител е особено значаен затоа што ги отсликува проблемите со кои граѓаните во Република Македонија се соочуваат секојдневно, барајќи начин како да ги остварат своите права. Извештајот ја покажува реалната слика за довербата на институциите, за нивната ефикасност, но и за слабостите, кои со години остануваат нерешени и создаваат чувство на неправда и несигурност кај граѓаните. Дополнително, беше истакнато и од колегите кои претходно дискутираа по извештајот, зборуваме за извештај, за специфична извештајна година, поради фактот што институцијата Народен правобранител 6 месеци беше без избран прв човек на чело на институцијата и ова е голем и сериозен предизвик со кој оваа институција се соочила и успеала да го обезбеди своето целосно и непречено функционирање. Голем дел од проблемите кои се нотирани во извештајот од страна на народниот правобранител не се нови, дел од нив се повторуваат со години, без некој суштински напредок во нивно надминување. Извештајот на народниот правобранител за 2025 година опфаќа повеќе области како што се социјалната заштита, заштита од дискриминација, правата на децата, лицата со попреченост, здравствената заштита, имотно-правните односи, право од работни односи, па се до состојбите со правосудството. Она што особено загрижува и на што би сакала да дадам посебен акцент е состојбата во правосудството, која и оваа година останува една од најчесто посочуваните области во претставките поднесени до народниот правобранител од страна на граѓаните. Фактот дека граѓаните најмногу се жалат на работата на судовите и обвинителствата е сериозен аларм дека довербата во правниот систем продолжува да тоне и останува да биде сериозно нарушена. Ако граѓаните чувствуваат дека правдата е бавна или недостижна, тогаш не страда само поединецот, туку целокупниот правен поредок. Иако статистички во овој извештај за извештајната 2025 година имаме намалување на бројот на претставки во споредба со претходната година, меѓутоа анализата на содржината на претставките поднесени од страна на граѓаните и понатаму е дека граѓаните на Република Македонија продолжуваат да се соочуваат со истите долгогодишни проблеми, односно бавни судски постапки, непочитување на законските рокови, недоволна ефикасност и чувство на правна несигурност. За поздравување што народниот правобранител со цел надминување на овие состојби во поднесените претставки од страна на граѓаните алармирал, доставил мислење до Апелациониот суд во Скопје, Управниот суд на Република Македонија и Висшиот управен суд, и по дел од овие интервенции од страна на народниот правобранител, судовите постапиле и преземале некои конкретни активности. Загрижува фактот што народниот правобранител доставувал 2 посебни извештаи до Судскиот совет на Република Македонија, поради непостапување по доставени мислења и укажување од страна на народниот правобранител, а во врска со непочитување на роковите за донесување на одлуки од страна на конкретни судови, односно Апелациониот суд во Скопје, меѓутоа од страна на Судскиот совет воопшто не биле преземени дејствија и активности за утврдување на индивидуална одговорност, што представува сериозен предизвик и отвара едно сериозно прашање за обезбедување на ефективната судска дисциплина и отчетност. Не може да зборуваме за ефикасно правосудство доколку немаме одговорност. Извештајот нотира и случаи во кои граѓаните не добивале одговори и информации од судовите по поднесени барања, и тоа дополнително го продлабочува чувството на недоверба и создава впечаток на затворен и недостапен систем. Во извештајниот период до народниот правобранител биле поднесени
133 представки и за работата на извршителите. Најголемиот дел поради барања за деблокада на трансакцијски сметки на должниците, за износот на каматата за предметни долгови, висината на каматата и начинот на исплата на долговите. Тука народниот правобранител имал интервенции и во одредени случаи се успеало да се изврши деблокирање на трансакцијските сметки и наплатата на долговите да продолжи со спогодба, односно граѓаните да имаат можност да долговите ги отплаќаат на месечни рати. Во овој контекст, системот мора да ја земе во предвид социјалната реалност кај граѓаните. Во извештајната 2025 година, народниот правобранител постапувал и по представки, вкупно 47, кои се однесуваат на работата на обвинителствата во Република Македонија и најчесто од содржината на представките. Овие представки се однесувале на одложување на постапка по поднесена кривична пријава, недонесување на јавна обвинителска одлука, неизвестување на странките за тоа дали ќе се преземат дејствија и неосновано одземање на предмети и задржување подолг период. Загрижува и фактот што народниот правобранител констатирал долготрајни предистражни постапки кои траат со години без никаков конкретен исход. Ваквите состојби создаваат чувство на неизвестност, недоверба и кај оштетените и кај лицата против кои се водат поставките. Со години граѓаните сведочат и гледаат бавни постапки, неказнивост, разочараност од судскиот и обвинителскиот систем и народниот правобранител во својот извештај јасно ги нотира овие слабости. Но реформите во правосудството не зависат само од собранието или владата, не е доволно само да се донесуваат реформски закони и да зборуваме за владење на правото. Независните институции од областа на правосудството мора конечно да покажат капацитет, самостојност, отчетност и одговорност, наместо да останат неми на укажувањата и критиките. Ако институциите како Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, судовите, обвинителствата продолжат и понатаму да бидат глуви на гласот на граѓаните, тогаш не само што нема да ги решиме проблемите со кои граѓаните секојдневно се соочуваат, туку дополнително, целосно ќе ја продлабочиме или ќе овозможиме да исчезне и онаа 2% доверба што граѓаните имаат во правосудниот систем. Овој извештај треба да го сватиме како сериозен аларм и обврска, бидејќи граѓаните на Република Македонија се уморни од констатации и извештаи кои секоја година нотираат и ги повторуваат истите проблеми. Крајно време е, наместо формални констатации, да видиме конкретна одговорност од овие институции во областа на правосудството, бидејќи правна држава се гради со правда која ќе биде навремена, неселективна и еднаква за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам јас, почитувана